Благодарам, почитувам председателя, почитувани колеги, почитувана председателка. Националната стратегија која е денес овде пред нас е всушност суровата реалност во која се наоѓа нашето општество. Ова е директно признание и на владата, и на Државната комисија за спречување на корупција, и на претениците, и на сите функционери дека државата не функционира. Зошто го велам ова? Бидејќи на наше инсистирање на комисијата побаравме да ни се достават анализите, доколку е во можност председателката, врз основа на кои се повикуваат и е направена ова национална стратегија. Не ги добивме, очигледно, доколку ни ги доставија, реалноста ќе беше уште посурова. Сите институции самите признаваат дека не функционираат со податоците кои што ги доставуваат до комисијата, иако повеќекратно овде разговаравме дека истите имаат комуникација, меѓутоа немаат повратен одговор во однос на одредени податоци и спојување на базите кои што им се неопходни. Во самата стратегија имате поставено добри насоки со целите кои што се поставени во стратегијата, идеални цели поставени, со оптимизам дека ќе се спроведат, меѓутоа реалноста е сосем друга. Покрај другото, имате и поставени осврт кон проценката на ризиците од корупцијата, односно хоризонталните области каде се генерираат силни ризици од корупција. Прва од областите која што е генерира најголеми ризици од корупција се јавните набавки. За овие законски решенија и неодамна зборувавме овде. Честите измени на Законот за јавни набавки се со цел перење на пари и зголемување на коруптивните скандали кои што секојдневно се случуваат, се токму од овде. Меѓутоа, не можам да се согласам во однос на вашите забелешки дека станува збор исклучиво за тоа дека административните работници, односно комисиите кои што ги водат јавните набавки, се токму оние кои што најмногу се виновни за сите случувања со сите јавни набавки кои што се случуваат. Влијанието кое што го имаат нивните претпоставени е силен детектор дека тие ги одлучуваат, односно поединци ги одлучуваат јавните набавки. Република Македонија немаме јавна набавка каде што нема ставено рака претпоставениот. Не станува збор овде за административните службеници кои што технички ја спроведуваат самата јавна набавка, а згора на тоа им се става на товар одговорноста која што ја имаат секако согласно решенијата за формирање на комисии и лиценците кои имаат добиено. Клучен елемент овде е носителите на извршната власт кои што итекако имаат ставено рака на самите јавни набавки. Тоа го докажавте со укинување на Советот за јавни набавки, а се со цел склучување на договори во 4 очи. Значи, овде мораме да го оттргнеме влијанието на оние кои што одлучуваат и кои што имаат директно влијание врз самата комисија. Потоа имаме друга група на ризици од корупција која што самите нотирате, а тоа е доделувањето, односно издавање на различни одобренија, решенија, лиценци и дозволи. Овде мораме да ги спомнеме и концесиите. Ако направиме детална анализа, можеме да зборуваме за можеби и поголеми скандали, поголеми злоупотреби и од јавните набавки. Зошто? Бидејќи користењето на овие лиценци, концесии со минерални суровини и со ред други сертификати кои што се издаваат од надлежните институции, станува збор за многу широк опфат на надлежности и користење на државни ресурси кои што и припаѓаат само и исклучиво на Република Македонија. Овде, доколку се спуштиме од централно ниво и се спуштиме и на локално ниво, кога ќе се влезе во самите локални самоуправи, е тек тогаш ќе добиеме права слика за суровата реалност во која што постоиме и која живееме. Затоа мораме во овие клучни ризични области сеопфатно, системски да ги опфатиме реформите, за да можеме
да ги подобриме состојбите во кои што се наоѓаме, а секако и да се спроведе оваа стратегија, за која што сум согласен дека треба да се донесе, меѓутоа истата како документ не може самата да ги опфати сите ризици и сите области каде што тие кои што треба да го спроведуваат ова се несериозни, имаат односно несериозен пристап кон самата стратегија, бидејќи имаат ограничувања кон самата комисија, а не можеме да очекуваме дека истите ќе се приклонат кон спроведување на оваа стратегија. Зборуваме и за повеќе области во кои што секако мораме да се согласиме, имаме и приоритетни проблеми за борба против корупцијата по сектора, ако ги разгледаме се повеќе, кои што самата комисија детектирала 13, меѓутоа ќе се осврнеме само на неколку. Еден од тие е токму и правосудството, бидејќи токму во правосудството се најголемите критики и овде станува збор за најголеми нарачки на самите пресуди, односно озаконување на она што е незаконско. Тргнувајќи од триаголникот, од лиценци, концесии до јавните набавки, сето ова завршува во правосудните органи, кои што, впрочем, и го озаконуваат со правосилни законски пресуди она што е незаконско. Овде станува збор за недоволен интегритет на одделни судии и одделни поединци кои што владеат со целите институции. Да не генерализираме, не сите судии и јавни обвинители се склони кон противправни дејанија и примање на мито и корупција и донесување на незаконски пресуди. Меѓутоа, од оваа анализа не знам зошто се изземени и нотарите и извршителите кои што имаат секако дадено јавни овластувања и истите работат во името на Република Македонија, а најмногу имаме критички кон државното правобранителство, за кое што морам да потенцирам како чувар на државниот имот на Република Македонија. Истото е ставено во незавидна ситуација, бидејќи знаеме дека ниту нивните мислења ги почитувате. Ова беше пример и со случајот со Гама. Државното правобранителство имаше негативно мислење, истото се изнајде начин како да се озакони. Една од клучните забелешки е токму и во однос на органите кои што треба да го спроведуваат, односно треба да ја спроведуваат оваа стратегија. Покрај другите приоритетни проблеми, еден од клучните проблеми според мене е и токму непочитување и немање на предвидени никакви санкции спрема прекршителите на функциите кои што ги носат, а кои што се констатирани од страна на Државниот завод за ревизија. Исто како Државната комисија и Државниот завод за ревизија имаат исклучиво надлежност да покренуваат иницијативи, со тоа што Државната комисија има една друга надлежност дадено прекршочно да одлучува. Односно, ова е карта во еден правец, без повратна информација, што понатаму се случува со овие диагностицирани проблеми кои што секојдневно ги гледаме, од набавката на вакцините на министерот за здравство, од случаите со Ден Дончев, рекет, прислушување на самите јавни обвинители, за ниту еден немаме конечна завршена или со минимални и зацкриени сторители или носители на овие работи. Меѓутоа, сакам да потенцирам дека ова стратегија ќе ја поддржаме. Ќе ја поддржиме, меѓутоа истата не сме оптимисти дека ќе се спроведе. Ни е потребно системско и целосно функционирање на системот за да може оваа стратегија да се спроведе и да можеме да воспоставиме ред и поредок и владење на правото во нашата држава. Ако зборуваме веќе во однос на органите за спроведување, не можеме да зборуваме за спроведување на законот каде што имаме недефинирано ограничување, односно разграничување на надлежностите на локалните инспектори со инспекторите на централно ниво. Каде што инспекторот на локално ниво е директно под влијание, е директно подчинет на градоначалникот, а истиот треба да ги спроведува законските решенија кои што му се дадени, меѓутоа со
директното влијание и оценување од страна на самите градоначалници и сите други постапки кои што ги води спрема него, истиот е ставен во незавидна положба. Затоа, уште еднаш потенцирам, оваа стратегија, а секако и работата на комисијата е во еднонасочна насока и немаме повратно од нејзината работа. Ви благодарам. Реплика.